задоволство ми е да бидам тука и како што рековте, анализите кои што ги правиме, размислувањата кои што ги имаме, работата која што ја работиме преку нашиот мандат на UN Women, кој што за мене представува посебна чест и обврска, огромна обврска за сите жени кои што можат, имаат можности, сите жени на кои што не им се дадени доволни можности. Секако дека женското предприемништво го јакне и семејството и општеството. Но јас би сакала да потенцирам дека за жал потенцијалот не е доволно искористен на жените, односно не им се дадени доволно можности да покажат колку можат и умеат и понеповолна е нивната положба на пазарот на трудот. Секогаш бројките зборуваат повеќе од зборовите, така што би сакала да кажам некои статистички податоци дека жените како огромно мнозинство од економски неактивното население со стапка на активност 44,9% во споредба со мажите 67,2%. Стапката на вработеност, последните податоци кои што се од профилот на родова еднаквост на земјава од 21 38,3% се жените кои што се вработени, а 56,2% се мажите. Како податок дека земјава е меѓу земјите во регионот со најнизок процент на компании управувани од жени. Според последните достапни податоци од 2017 година, 29,4% од вкупниот број активни компании се во сопственост на најмалку една жена со основачки влог од над 50%. Најголем дел од компаниите управувани од жени се мали, со 1 до 4 вработени, а потоа следуваат компании со 5 до 9 вработени. Исклучително мал број компании се управувани од жени, само 4,2% од компании со 10 до 49 вработени и 0,4% жени кои што се компании со над 50 вработени управувани од жена. Во просек предпријатијата управувани од жени вработуваат по 2 лица, а најголем дел од компаниите се основани во секторот на трговијата на големо и мало, преработувачката индустрија и стручни, научни и технички активности. Во земјава е присутна и вертикалната сегрегација на занимања, а тоа се потврдува со помал удел на жените на раководни места. Многу често жените се среќаваат со ефектот на стаклен плафон. Јас велам, ако беше стаклен, ќе го скршевме, изгледа од цемент, оти некако не се крши. Се соочуваат жените со тешкоти да напредуваат на повисоко раководни места. Например, во компаниите што котираат на берзата во 2021 година имало само 21% жени на повисоки раководни места и во управни одбори. Тука ќе прекинам со бројките, бидејќи многу ги има и мислам дека е доволна сликата која што сакав да ја представам. Слушнавме и за родовите стереотипи. Апсолутно се согласувам пред се дека се длабоко вкоренети. Тие стереотипи што ги имала мојата баба, прабаба, мојата мајка, јас низ животот, за жал, се уште ги имаат и младите девојки, а секако има и нови кои што произлегуваат со како што се движи општеството. И затоа не може да се искористи потенцијалот на жените на било кое поле. Некој може да рече, па жени во земјава ги имаат сите права и се можат и се им е дозволено, што повеќе сакате. Не е ние што сакаме, туку да јуре и де факто да видиме дали навистина ситуацијата е така и дали е таква за сите жени во земјава. И рековме, бројките покажуваат колку се, каде се жените, кога зборуваме за одлучувачки позиции. Жени како министерки, градоначалнички, како говорот на омраза кон жените во јавниот и политичкиот живот. Потоа, колку жените имаат своја собственост, да инвестираат кога сакаат да отворат бизнис. Се бара хипотека, се бара нешто, значи за да инвестираме. Правото на наследство, значи во принцип да, имаме право на наследство, но во некои семејства не секогаш се почитува дека двете деца, ако имаме машко и женско, треба да го наследат истото. Потоа насилството. Спомна министерката, се ближе кампањата за 16 дена против родово базирано насилство. Сите форми на насилство не се ниту препознаени, а тие се присутни во животите на жените. Една неодамнешна анализа покажа дека 1 од 3 жени доживеала некаква или повеќе форми на насилство. Не би сакал да прејудицирам и да почнам да бројам 1, 2, 3, значи колку жени доживеале некаква форма на насилство или комбинирани.
Мораме многу да работиме за да се променат стереотипите, бидејќи со стереотипите жените се соочуваат со фактори како што се скептицизмот, значи произлегува скептицизам, за жал некогаш и од најблиските, немање сопствен имот го спомнав за да се инвестира, обврски околу семејството, недоволна поддршка и слично. Кога на жените им е дадена можност слободно да одлучуваат, да се остварат професионално на полето на кое тие сакаат, да има поддршка во системот, во земјата, во семејството, во опкружувањето, гледаме колку можат и што умеат. Исто така, бидејќи тие имаат многу задачи секојдневно надвор и во домаќинството, тие вештини кои што ги развиле жените ги пренесуваат и во салата на состаноци, потоа ги пренесуваат во комуницирањето на ефективен начин, во справување со повеќе ситуации во текот на денот и во текот на работата. Ги предвидуваат потребите и покажуваат емпатија во работата. Кога жените стануваат предприемачки, тие имаат контрола над своите финанси. Убаво рековте дека една финансиски независна жена е жена која што може да го раководи својот живот и да допринесе во општеството како што треба да допринесе секој граѓанин и граѓанка. Ги одлучува како ги распределува своите ресурси, каде ги инвестира своите пари. Оваа автономија може да им даде сила на жените кои претходно биле зависни да бидат финансиски сигурни. Како што повеќе жени се ослободуваат од традиционалните ограничувања кои ги опфаќаат нивните предприемачки аспирации, нашите општества ќе имаат корист од зголемени иновации, економски раст и социјален напредок. Предпријатијата управување од жени постојано растат низ целиот свет, гледаме и кај нас и придонесуваат за приходите на домаќинствата и растот на националните економии. За реализација на оваа визија потребни се заеднички напори за решавање на родовите предрасуди, обезбедување еднакви можности и поттикнување средини за поддршка. Со зајакнување на жените предприемачки, ние отклучуваме свет на таленти, идеи и решенија кои обликуваат иднината на генерациите што доаѓаат. И пред да завршам, би сакала да спомнам дека во UN Women големо внимание посметуваме на економското јакнење на жените и женското предприемништво, како и нивно зајакнување преку собствени бизниси. Секоја година подржуваме саем на женско предприемништво наречен Експо. Во 22-та, например, минатата година, 100 жени од земјава имаа можност да следат обуки за клучни аспекти на бизнис план, брендирање и пакување, дигитален маркетинг и други теми. Тие жени имаа можност да го промовираат својот бизнес на онлайн платформа, каде се вмрежуваат со други слични предприемачки од регионот, експерти во бизнис заедницата, потенцијални инвеститори и слично. Нашата посветеност продолжува, сајмот се одржува секоја година. Благодарност за Валентина, која беше дел од експото во 22-та, даде неизмерна поддршка на жените предприемачки, особено дека секогаш покажала спремност да волонтира, да помогне и како менторка и годинава, значи жените кои што се аплицирале и се одбрани, тие работат, но имавме потреба и за поддршка со менторството. Исто така благодарам. Би сакала да честитам за успехот на проектот и да посакам понатамошни успеси, а ние сме тука да поддржиме и да продолжиме заеднички во се што реков. Пред се стереотипите да се искоренат, а потоа жените да се поддржат една со друга и мажите да ги поддржат жените и да имаме повеќе мажи следниот пат на еден ваков настан. Знам дека се поканети и би сакала да ги видам тука.